Иако досега ништо не е потпишано од страна на локалната самоуправа со Министерството за труд и социјална политика, повеќе од сигурно е дека следната година ќе започне изградбата на новата детска градинка во Гостивар. Ова се потврди на седницата на Општинскиот совет, кога беше усвоена програмата за развој, тешка 15 милиони евра. Во рамките на оваа програма е и новиот објект за градинка. Решение за овој проблем е неопходно заради се поголемиот интерес кај родителите за згрижување на децата во јавната установа. Нашата институција ЈАУ Детска радост Гостивар во моментов има згрижено 487 деца и 180 деца не се апсолутно примени во нашата институција. Морам да кажам дека овој проблем рапидно расте и се зголемува, бидејќи интересот на родителите од по сите етникуми е зголеме. Значи имаме деца и од турска националност, и од албанска, и од македонска, кои што во моментов не може да посетуваат нашата институција. Од Министерството за труд и социјална политика најавуваат инвестирање во овој дел на предучилишното образование. Во општина Гостивар мислам дека во тек измена на урбанистичката планска документација за да се создадат услови да се гради градинка преку проектот на Светска банка кој што координира Министерството за финансии. Има навистина еден поволен кредит со 3 години грейс период, со 13 години, ако не грешам, рок на отплата, со многу ниска годишна камата од околу 1% или под 1% е каматата, и моето упатување кон градоначалникот беше да се искористат средствата од тој поволен кредит со цел општината да инвестира во изградба на нов современ објект кој што ќе помогне во зголемување на капацитетите во општина Гостивар за сместување и воспитување и грижа на децата од предучилишна возраст. Додека се реализираат ваквите активности, од Гостиварската локална самоуправа размислуваат и за адаптација или пренамена на училници во неколку подрачни училишта. Со тоа ќе се придонесе за растоварување на централната градинка во Гостивар и опфат на деца и од руралните средини во предучилишното образование.